Денеска имаме средба со малостопанствениците од Струмичкиот регион. Често пати се среќавам со нив и имаме плодни разговори за тоа како дополнително да помогнеме за струмичкото стопанство, фирмите да одат напред, да имаат повеќе работа или да се решат одредени проблеми. Ќе ги информирам стопанствениците за програмата на ВМРО ДПМН за следните 4 години. Верувам дека ќе најде на добар интерес, како и досега секаде каде што разговараме за мерките за стопанството. Она што е основно е дека и понатаму Македонија ќе биде земја со најниски даноци во Европа. Ќе го задржиме равниот данок со ослободување целосно на реинвестираната добивка од плаќање на данок, што им помага на фирмите да инвестираат во нови машини, опрема, објекти и слично. Второ, ќе има намалување на казните, при што посебно поголемо ќе е намалувањето кај малите фирми, кај малите и средните фирми. Значи, пропорционално на приходот и на големината на фирмата ќе се плаќаат казните, што ќе предизвика општо намалување на висината на казните, кое што ќе биде поголемо кај помалите фирми. 100 милиони евра што ќе им ги дадеме на располагање на фирмите, исто така ќе ги објасниме да знаат точно каде да аплицираат, кога може да аплицираат фирмите и слично. 100 милиони евра со каматна стапка од 5,5% се на располагање за фирмите од Струмица и од цела Република Македонија, како и новите 10 милиони евра до капитализација на Македонската банка за поддршка на развојот за фирмите што сакаат да откупуваат или извезуваат земјоделски производи. Тоа е посебно интересно за компаниите од Струмичкиот регион, така да очекувам врз основа на овие мерки, како и на други мерки, како што е ослободувањето на фирмите од плаќање на социјални придонеси за вработување на млади лица до 29 години и други мерки, дека ќе има добар разговор, добар интерес и дека уште еднаш фирмите ќе ја дадат поддршката за овие економски политики кои што ја избавија Македонија од кризата, овозможија стопанството во Република Македонија да опстане, да работи, да има позитивни резултати, а со оглед на тоа дека во Европа има и подобри времења, доаѓаат подобри времења, мислам дека за сите нас, за стопанствениците, следниот период ќе биде подобар и со вакви стабилни политики, со дополнителни мерки што ги предвидуваме во програмата, стопанството во Република Македонија може да очекува подобри времења.